Околу 1000 посетители за една седмица ги користеле услугите на отворениот градски базен во Куманово, информираше денеска ВД директорот на јавното предпријатие Куманово паркинг Андрија Маџовски. Цената на билетот е 150 денари дневно и годинава не се продаваат пијалоци и храна кај базенот кој работи секој ден од 10 до 18 часот, соопштија надлежните. Го пуштивме во среда во функција, имавме некои проблеми како и во предпуштање на секој базен пред секоја летна сезона, технички работи со пумпи, филтери и така натаму. Интересот баш беше интересно во среда, имаше околу 60-70 дечиња, но за жал малку беше ладно време, водата беше ладна. До сега од среда имаме негде од прилика Сабајле по извештај околу 1000 дечиња, каде што за почеток е добро. Се надевам дека од наредната недела и од денеска времето е малку потопло, дека ќе има поголеми број на посетители. За најголем број на посетеност ни е за викендот. Недела е буквално нема каде игла да се стави, но нашите граѓани ќе ги поканам во поголем број да дојдат, бидејќи убаво е подобро да доаѓаат тука него да одат некаде другаде. Цената останува иста, немаме покачување, 150 денари е по карта, условите се исти, правилникот е тој, ги замолувам да ги почитуваат правилата на базенот. Во врска со пијалоците немаме ни оваа година, нема интерес за пријавување за пуштање на шанкот во употреба. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на вчерашниот ден евидентирала 5 интервенции, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Според дневниот билтен, опожарена сува трева и смет пожарникарите во 2 наврата гаснеле на локалитетот Стари Лозја. Интервенирале на целосно гаснење на опожарениот објект на улицата Индустријска, а во населбата Иготричковиќ и во Агино село гаснеле опожарена сува трева. Цврсто решени дека на Куманово повеќе од потребно му е да го оддржува специфичниот хумор на познатото високо ниво, па дури да го користи како разладување во летните денови. Организаторите на вечерта насловена Насмешка, Телевизија Плюс и Издруженијето Мултиарт од Куманово ги обединуваат кумановските сатирично-хумористични брендови на едно место, со цел да ги мотивираат младите таленти за стендап настапи по оригинални досега неизведувани сценарија. Токму затоа, годинава ги собраа на едно место луѓето кои успешно веќе неколку години неуморно ја засмејуваат публиката од својата саркастична перспектива и на автентичниот кумановски дијалект. Шоуто Нема љутиш, Кабаре Кабает, ветераните на кумановската шега Куманија, неповторливиот Марко Трајковиќ, подкастот Подкастрување, минатогодишниот победник од Насмешка Теодор Јакимовски, младиот правник со истенчена смисла за хумор Мартин Ивановски, а како изненадување на вечерта ќе се појави еден култен кумановски лик, за кого се зборува дека најубаво кажува вицеви и кого публиката го нема видено одамна. Цврсто убедени, една необична вечер на кумановскиот хумор да прерасне во нешто традиционално. Организаторите Телевизија Плюс и Издруженијето Мултиарт оваа година решија вечерта насловена Насмешка да се одржи не како минатата година, во престудената сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев Куманово, за која мора да се потенцира вечер дека имаше необично голем интерес, туку годинава да биде во пријатна атмосфера, јунска, поточно 28 јуни, сабота, со почеток во 19:30 часот во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово. Вечерта насловена Насмешка првобитно требаше да биде обединување на идејата на едно место да се доведат и да се мотивираат, особено со помош на нашите пријатели спонзори, младите талентирани комичари, идните наши актери, кои што особено ќе се занимаваат со стендап перформанси. Меѓутоа, оваа година организаторите нешто повеќе ќе кажат за тоа во што всушност прерасна оваа вечер насловена Насмешка. Јас сум тука да ве поканам да дојдете во сабота на 28 јуни
ветуваме на вистина добра забава, незалудно насловот е насмешка, да се смееме затоа што на вистина тоа ни е потребно на сите. Водител на настанот ќе биде нашиот познат актер и стендап комичар Марко Трајковиќ, кој исто така ќе настапи со неколку парчиња од својот оригинален стендап настап. Понатаму, чест и задоволство ми е да ги најавам и кумановските веќе брендови на хумор и сатира. 11 сезони присутни, односно со 360 епизоди во македонскиот, значи национален етер зборуваме. Брендот Нема љутиш, нашето комично телевизиско шоу. Понатаму тука се Кабаре Кабает. Тоа се четворицата актери и музичари, стендап комичари кои што со оригинални текстови и со сатира на нивен начин го отсликуваат секојдневието, често и општествениот живот во нашата држава. Тука се разбира и ветераните на кумановскиот хумор, би рекла, куманија, кои што подготвуваат нешто навистина интересно. Да не звучи нескромно, но ја најавувам и финалната епизода од првата сезона на подкастрување, најновиот единствениот подкаст во Куманово, значи во живо на сцената на Центар за култура ќе биде финалната епизода од оваа сезона пред да тргнеме во летната шема. Не може да не се споменат и минатогодишниот победник, младиот и многу талентиран Теодор Јакимовски, кој што беше прогласен од специјалната жири комисија од стендап комичарите кои настапија минатата година на Смешка, беше прогласен за најталентиран стендап комичар, а тука се разбира и младиот Мартин Ивановски, кој што настапи исто така минатата година, а кој што ќе се веќе представи со свое оригинално парче од напишан стендап хумор. Мислам дека не заборавив никого, заборавив. Тоа е специјалното изненадување оваа година. Еден, не би рекла комичен лик, еден многу сериозен лик, познат не само помеѓу актерите, познат меѓу кумановци, по своето добро познато име, по својот бекграунд актерски кој што го има, го држиме се уште во изненадување. Тој ќе настапи со исто така оригинално сценарио, со од своја рака напишан хумор на овогодинешниот настан насловен Насмешка. Значи, на шал на смешку, направи смо још еден настан на кој што ве повикуваме, да подсетимо ешен пут, 28 јуни, Центар за култура Трајко Прокопиев Куманово, почеток 7:30 навечер. Дојдите да се насмееме. Дваесет и 24 композиции во изведба на Малино големи пејачи вечерва во големата сала на Центарот за култура. Организаторите, Асоцијацијата за култура и уметност, Мултиарти Телевизија Плюс, ветуваат прекрасна вечер исполнета со детска позитивна енергија на вториот поред фестивал за деца Малино големи пејачи, чиј идеен творец е професорот Стојадин Ивановски Дине. Билетите за фестивалот за деца, кој започнува во 19 часот и 30 минути, може да се купат и пред почетокот на музичката манифестација. Националната установа Музеј Куманово ги заврши археолошките ископувања на локалитетот Градиште во село Младо на Горичане. За оваа година е предвидено и дигитализација на делот на одите од локалитетот, со што ќе го доближиме неговото значење до поголема публика, а за следната година планираме да продолжиме со откривањето на уште неколку градби кои ги забележавме преку лидер снимките, информира археологот Дејан Ѓоргиевски. Истражувањата целосно беа финансирани од Министерството за култура и туризам, а раководени од археологот Дејан Ѓоргиевски. Истражувањата беа концентрирани на довршување на односно на истражување на дворот од големата резиденцијална градба која што ја откривме 2014 година заедно со професорот Маријан Јованов, како тогашен раководител на истражувањето од Филозофскиот факултет. И продолживме да го истражуваме каналот, односно системот за довод на вода, кој што исто така представува една уникатна појава и го има само на засега откриен на Кнеже кај Свети Николе, односно претпоставената Била Зора. Оваа година ние ги довршивме истражувањата на таа градба и најпосле знаеме
отприлике како изгледала таа градба и сите оние уникатности за кои што претпоставувавме дека ги има и претходните години, оваа година само ги потврдивме. Она што е најинтересно и што сме особено горди да го изјавиме е дека откривме и постара градба под оваа градба и зидовите на таа градба горе-доле се под зидовите на оваа градба, што значи дека оние кои што ја граделе новата палата биле свесни за постоење на постар објект, кој што може би исто така бил резиденцијален и зидовите за да бидат постабилни ги поставиле врз овие зидови. За сега не сме во можност да ја истражиме оваа постара градба, затоа што е подлабоко и бара поголеми финансиски средства. При градењето на новата градба таа е многу уништена и тешко можеме да извлечеме некои посигурни заклучоци за неја, меѓутоа веројатно е настаната некаде 5 или 4 век пред нашата ера, додека ова поновата, порепрезентативната е направена крајот на 4 век пред нашата ера и било уништено негде средината на 3 век пред нашата ера. Друга работа која што откривме и која што допрва ќе ја споделуваме со јавноста, тоа е што го откривме најстариот пишан запис на териториите северно од Брегалница. Станува збор за запис кој што потекнува од 3 век и е најден на дно од сад. Интересно е што садот не е увезен од некаде, туку представува локална продукција на еден груп сад и буквите се прилично јасно врежени, имаат конотација која што е карактеристична, да кажеме, за периодот на 4-3 век пред нашата ера и се однесува на некои еротски вулгарни мотиви кои што често ги наоѓаме пишани на садовите, а кои што може да се поврзат со култот на плодноста или пак едноставно дека станува збор за графит. Во секој случај, најстариот пишан надпис е откриен во Кумановскиот регион. Ќе започнеме со ископување во Бислим, во Бислимската клисура, градиште Бислим, меѓутоа тоа затоа што прилично е непристапен теренот и овој период е и ризичен за работа поради присуство на змии. Таму работиме некаде октомври, ноември, декември, кога е постудено. Инаку сега ќе продолжиме со дигитализација, односно ќе започнеме со проект за дигитализација на наодите од Младо Нагоричане. Сакаме да ги дигитализираме во 3D формат и да ги поставиме на сајт, со што секој заинтересиран ќе може да ги види, да не мора, ако е од подалеку негде, да не мора да доаѓа во музејот во Куманово за да ги види. И започнавме и ќе завршиме сега ова лето исто така со лидер снимање на локалитетот Градиште во Бислим, затоа што лидер снимките кои што ги направивме на Младо Нагоричане, заедно со претходно направените геофизички истражувања, ни пружија многу корисни податоци и сега точно знаеме каде да ги насочиме нашите истражувања, па се надеваме дека така ќе биде случај со Бислимското градиште. Порастот на температурите кој неделава според најавите на синоптичарите во одредени региони ќе го надмине 40 степен ги зголемува и потенцијалните ризици од појава на труење со храна и представува потенцијална опасност и за здравјето на животните доколку за нив навреме не се обезбедат доволни количини храна и вода за пиење. За да се спречи евентуална појава на труење со храна кај граѓаните, неопходно е да се направи правилен избор и нејзина набавка, да се обезбеди соодветен транспорт и услови за чување, да се води сметка за изгледот, рокот на употреба и соодветното чување на храната, да се купува храна од проверени места, каде има соодветни услови за чување и каде производите, особено лесно расипливите од животинско потекло, се чуваат во разладни уреди, порачуваат од Агенцијата за храна и ветеринарство. И животните треба да бидат заштитени од директните дејства на сончевите зрачења. Домашните миленици да не се оставаат во затворен автомобил кој е директно изложен на сонце, да се избегнуваат прошетки во текот на најтоплиот период од денот, апелираат од агенцијата.
Во текот на минатата седмица, царинските службеници откриле неколку обиди за криумчарење разна стока, при што привремено се задржани цигари, фалсификувана стока, дрон регистарска табличка и документи за камп Приколка. Во два одделни случаи на граничните премини Богородица и Дојран запленети се 22 штеки цигари без акцизни маркички. Мобилни тимови навлез во државата на граничниот премин Блаце спречиле обид за шверц на дрон со проценета вредност од околу 160.000 денари. При контрола на автомобил на граничниот премин Табановце навлез во државава од страна на мобилните тимови. Пронајдена е британска регистарска табличка и сообраќајна дозвола за камп Приколка. Непријавените предмети биле пронајдени под патосницата за совозачкото седиште и во задниот джеп на совозачкото седиште, информираат од Царинска управа. Во Македонија започнува кампањата Купувај домашни земјоделски производи, соопшти владата. Целта на оваа кампања на владата и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е да се промовира домашното производство и да се зголеми сопственото производство. Граѓаните ќе може да купуваат домашни земјоделски производи во маркетите, а секој производ кој е произведен во Македонија или е увезен од надвор ќе биде обележан, се наведува во соопштението од владата.